Добре дојдовте, драги слушателки, во новата епизода на програмата Жени со надеж. Јас сум Сандра. Во овие епизоди ќе зборуваме за менталното здравје, тоа е за разни психички нарушувања, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика, како и да се едуцираме и информираме заедно. Секоја тема, како и досега, ќе ја погледнеме и од перспектива на Светото писмо, за да разбереме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме вредни, скапоцени и возлюбени во Божјите очи. Тука ги споделуваме и нашите радости и нашите солзи, предизвици и успеси. Затоа, останете со нас. Здраво, како си? Баш ми е мило што те сретнав. Слушам дека во последно време те нема никаде, никој од друштвото те нема видено одамна. Па, искрено, да, не излегувам баш. Не сум најдобро. Некако се чувствувам прилично празно и уморно во последно време. Жал ми е што го слушам тоа. Дали сакаш да се напиеме кафе и да поразговараме за ова? Не знам, некако не се чувствувам дека би можела да разговарам и да објаснам што ми е. Едноставно не можам да се натерам да ги правам нештата што обично ги сакам, а камоли тие што не ги сакам, а морам. Разбирам, тоа може да биде многу тешко. Дали мислиш дека би ти помогнал разговор со некој друг, мислам со некој професионалец? Може би. Често размислувам за тоа, но се плашам дека луѓето ќе ми се смеат, дека ќе ме осудат. Не си сама во тоа, многу луѓе се чувствуваат така. Понекогаш е важно да пронедеш некој кој може да те разбере и да ти пружи поддршка. Да, тоа може би помогнало, понекогаш само се чувствувам изгубена. Тоа е сосема во ред. Може би можеле заедно да прошетаме или да гледаме некој филм. Не мора ништо да објаснуваш, само да бидеме заедно. Тоа би било убаво. Ти благодарам што си тука. Секогаш, разговорот е важен и јас сум тука за тебе. Депресијата не значи дека седиме во темна соба и само плачеме. Често значи дека стануваме, одиме на работа, се смееме цел ден и после тоа доаѓаме дома, каде што седиме во тишина, не правејќи ништо или скоро ништо, додека не дојде време да одиме во кревет. Депресијата има многу лица и поради тоа е потребно да се информираме за неа, за да биде препознаена навреме. Драги слушателки, во денешната епизода ќе зборуваме за една премногу честа тема на денешницата, а тоа е депресијата. Драга Моника, како што кажи Сандра, денес ќе зборуваме за депресијата и за тоа колку многу жени денес патат од депресија. Да, Нена, жени, но и мажи, а што е исклучително загружувачки и млади и деца. Ситуацијата е секако алармантна. Според некоја статистика во Македонија има околу 80.000 лица кои страдат од депресија. И во главно ситуацијата во нашата земја не е баш сјајна. Еве една информација според најновите истражувања, според случаи на депресија во Европа, на прво место се наоѓаат граѓаните на Франција, на второ оние од Португалија, на трето се наоѓа Шведска. Нашите соседни земји Србија и Хрватска се исто така на првите 5 места. Најмногу заболени од хронична депресија има во Романија. Ова е голема бројка. Моника, за почеток кажи ни што е депресија. Депресијата представува сериозен јавноздравствен проблем и е една од најраширените болести на денешницата, која влијае на целокупниот живот на личноста. Разразливо расположение, чувство на вина, исцрпеност, неодлучност, безволност, чувство на безвредност, немир и несоница се само некои од симптомите карактеристични за депресијата, а која потоа може да се потикне и развој на некои други болести. Депресијата е расстройство на расположението која го карактеризира тажно, испразнето или разразливо расположение, губење на волјата, иницијативата, енергијата и интересот за секојдневните активности, неспособност за уживање во претходно пријавените активности, чувство на вина, безперспективност и безнадежност, кои може да станат толку интензивни, што притоа се јавуваат и самоубиствени размислувања како и обиди. Депресивното расстройство се појавува во два облика. Депресивна епизода која се јавува одеднаш, а јачината и карактерот на симптомите ја одредуваат нејзината тежина. Блага, средно тешка, тешка без психотични симптоми или тешка со психотични симптоми.
и повратно депресивно расстройство во кое депресивните епизоди се повторуваат, а кои исто така може да варираат во тежината. Така, а кои се симптомите на депресијата, што ја карактеризира? Овие симптоми често ги следат и промени во апетитот, намален или зголемен апетит кои доведуваат до значајна промена на телесната тежина, значајно губање на тежината без диета или добивање на тежина, промени во ритмот на спиење, несоница или претирано спиење, постојан замор, чувство на исцрпеност, проблеми со концентрацијата, паметењето, неодлучност, неспособност за донесување одлуки и така натаму. Моника, кажи ни како да знаеме дека боледуваме од депресија? Знаеш, Нена, сите понекогаш се чувствуваме тажно, нерасположено и безволно, но она што го разликува минливото нерасположение и депресијата како клиничко расстройство кое бара стручна помош, па и земање на лекови е должината на траењето на овие симптоми и колку тие влијаат на работно-социјалното или личното функционирање на личноста. Кај кога овие потешкоти предизвикуваат клиничко значајно страдање или оштетување во социјалното, например кога личноста избегнува контакти со други луѓе, социјално се изолирала и се повлекла од сите, работното, кога не ја извршува работата еднакво ефикасно како порано, успорена е, заборава, тешко се концентрира на задачите или други важни подрачја на функционирањето, тогаш зборуваме за депресивно расстройство. Дали депресијата е исто што и тагување после загуба? Депресијата треба да се разликува од тагувањето, односно оплакувањето, после загуба на блиска личност, каде што тагата и преовладувачкото чувство на празнина и загуба е вообичаен, природен процес кој следи после загуба и не треба да се патолизира, бидејќи тагувањето е природен процес на исцелување. Добро, тогаш кога и каде да се побара стручна помош? Кога депресивното расположение, чувството на тага, раздразливост, празнина, безволност, трае во текот на целиот ден и е така речиси секој ден, е сеопфатно и влијае на сите аспекти на животот, односот со пријателите, со семејството, со заедницата, негативно влијае на работата или учењето и трае најмалку 2 недели, тогаш би требало да се побара стручна помош од матичен лекар кој ќе ја упати таа личност кај експерт за ментално здравје, психијатар или психолог. Или пак може и самостојно да се побара помош од овластен психотерапевт кој ќе го процени степенот на тежина на симптомите и потребата за психофармакотерапија, односно лекување со лекови. Така, знам дека ова е потешко прашање, но како можеме да се носиме со депресијата? Важно е да се препознае за што се работи. Депресивното расположение, кое е краткотрајно и минливо, поврзано со проблемите со кои актуелно се соочуваме во животот, или поменуваме низ процес на тагување, после некоја загуба или сепак се работи за депресивна епизода која трае и го нарушува нашето општо функционирање. За што и да се работи? Добро е да се разговара за тоа со личности од доверба, бидејќи нам ни треба контакт со други луѓе. Понекогаш самото споделување на потешкотиите низ разговор со личност која не слуша, сочувствува со нас и не разбира, може да биде лековито. Понекогаш е потребна стручна помош од експерт за ментално здравје, па и лекови. Не смееме да заборавиме дека ние луѓето сме така создадени и не можеме да се грижиме за психичката благосостојба без да се погрижиме за физичкото здравје. А тоа значи да водиме грижа за здрава исхрана, движење, престој на свеж воздух и време во природа. Докажано е дека со промена на начинот на живот можеме да ја менуваме и нашата психичка состојба. Се знае дека кај благите до умерено тешките облици на депресија, физичката активност, одање, трчање, аеробик, танцување, делува подеднакво ефективно како и антидепресивите. Мене, лично, ми се многу интересни поновите научни истражувања кои го поврзуваат нашиот микробиом со психичкото здравје, бидејќи цревата се директно и двонасочно поврзани помеѓу нервус вагус со нашиот мозок, па дисфибиозата и последичните состојби на хроничното воспаление во телото може да доведат и до нарушување на психичкото здравје, депресија и анксиозност.
Можеби во иднина таквите психички состојби ќе можеме успешно да ги третираме не со антидепресиви, туку со насочени пробиотици, психобиотици. Важно е да се разбере дека на депресивната личност може да и се помогне. Депресијата е излечива, постојат различни начини да се помогне, советувања, промени на начинот на живот, психотерапии и лекови. Понекогаш слушам од своите клиенти дека не сакаат да земаат антидепресиви поради страв дека ќе мораат доживотно да ги земат, што е сосема неточно. Поради незнаење, погрешни ставови, уверувања и предрасуди, голем дел од депресивните лица не бараат случна помош или предолго чекаат, надевајќи се дека проблемите ќе исчезнат сами од себе. Моника, јас слушнав една многу интересна работа, а тоа е дека постои поврзаност помеѓу високата интелигенција и депресијата. Што мислиш ти за ова? Има една интересна појава, тоа е дека постои тенденција на уметничките, математичките или научните гении да се гледаат како потиштени суштества. Такви пример се Хемингвеј, Емили Дикинсон, Вирджинија Вулф, Едгар Алан По и Амадеус Моцарт, брилијантни, креативни и исклучителни умови, но со трагична склоност кон депресија. Па тука се поставува прашањето дали постои директна врска помеѓу повисокиот степен на интелигенција и депресијата. За почеток, повисоката интелигенција не придонесува задолжително за развој на било каква ментална болест. Меѓутоа, кај високоинтелигентните луѓе на вистина постои поголема веројатност за претерано анализирање, строга самокритика и една специфична тенденција светот да се гледа во потемни бои, што создава плодна почва за развој на депресија. Тука треба да се напомене дека постојат исклучоци. Во нашето општество имаме брилијантни луѓе кои максимално го искористуваат својот потенцијал, вложувајќи не само својот живот, туку и во самото општество. Сепак многу студии и книги ја покажуваат оваа единствена врска со депресијата, посебно кај луѓе до степен на интелигенцијата над 170. Книгата Креативен мозок е четиво од голема помош за разбирање на начинот на кој функционира мозокот на најпаметните и најкреативните луѓе. Неврологот Ненси Андерсен во неа ја демонстрира значената тенденција гениалците во нашето општество да може да развијат одредени расстройства, биполарно расстройство, депресија, напади на манична, а посебно напади на паника. Дури Аристотел своевремено ни покажа дека интелигенцијата оди рака под рака со меланхолијата. Гениалци како Сер Исак Њутон, Артур Хопенхауер и Чарлс Дарвин пателе од долги периоди на нервоза и психоза. Вирджинија Вулф, Ернест Хемингвеј и Винсент Ван Гог за жал посегнаа по сопствениот живот, правејќи го тоа застрашувачки и последен чекор во својата борба. Меѓутоа, секогаш имало тивки, несватени, осамени гениалци кои живееле во своите мали светови, одвоени од реалноста која им се чини премногу хаотична, бесмислена и разочарувачка. Со својата ќерка Ана, Сигмунд Фройд го проучувал развојот на група деца со коефициент на интелигенција над 130 и во својата студија открил дека скоро 60% од нив на крајот развиле големо депресивно расстройство. Тука е и познатата работа на Луис Терман, пионер на образовната психологија од почетокот на 20-тиот век. Тоа беше во 60-тите години кога започна долгото проучување на високо способните деца. Деца со интелигенција над 170 учествуваа во еден од најпознатите експерименти во историјата на психологијата. Тие деца ги викаат термити. Дури во 90-тите години дојде до излекување на некои важни заклучоци од студијата. Термитите, децата на Луис Терман, кои се споменати во 90-тите, беа средовечни возрастни, покажаа многу интересни резултати. Воспоставена е врска помеѓу високата интелигенција и пониското ниво на задоволство од животот. Всушност, многу од нив стекнаа слава и важни позиции во општеството, но многумина исто така посегнале по самоубиство повеќе од еднаш или паднале во навики на зависност, како алкохолизмот. Она што е особено карактеристично за оваа група луѓе е нивната исклучителна чувствителност на светските проблеми. Нивните грижи не застануваат само кај гладот, војните или нееднаквоста,
Нив длабоко ги погодува и ги вознемирува секое егоистично, ирационално и нелогично однесување во светот што ги обкружува. Експертите дури велат дека кај високо интелигентните луѓе постојат така наречени емоционални слепи точки. Што значи тоа точно? Па тоа значи дека тие понекогаш се дистанцираат од сопствениот живот, своите преживувања ги наблюдуваат однадвор, речиси како објективен раскажувач во трето лице, иако можат прецизно да анализираат се што им се случува, го губат чувството дека навистина се дел од тоа што го живеат. Токму таква дистанца ги создава слепите точки. Овој концепт е целосно поврзан со емоционалната интелигенција, за кој Даниел Големан пишува во својата позната книга, и таквата перцепција често ги води до самоизмама и погрешна перцепција на реалноста. Едноставно кажано, овие луѓе често се фокусираат само на она што недостасува во нивната околина, на нелогичностите, себичноста и на светот во кој едноставно не може да се вклопат. Често пати недостасуваат токму емоционалните алатки за да пронајдат внатрешен мир во овој збунувачки свет. И тоа не доведува до заклучок дека високиот коефициент на интелигенција, IQ, секогаш треба да му се додаде уште еден пресуден фактор – емоционалната зрелост. Моника, ова беше навистина многу интересна информација. Ти благодарам. А ние, драги слушателки, преминуваме на вториот дел од епизодата, каде ќе зборуваме за депресијата и Библијата. Разни луѓе во Библијата се соочиле со депресија. Во нашиот втор дел од епизодата ќе зборуваме токму за тоа. Еве 7 приказни кои можат да не потсетат дека не сме сами во нашите битки. Сандра, ти често се среќаваш со луѓе кои се очајни, повредени, осамени, но во денешно време кој не искусил таква состојба? Понекогаш само сакаме некој да не забележи, да забави, да одвои време, да се грижи. Да, Нена, често пати не сме свесни за мрачниот пат по кој патуваат многу луѓе околу нас. Призафатени сме со своите работи или сме и самите преплавени од се и сешто. Дали Библијата ја спомнува оваа проблематика? Иако во Библијата нема да го сретнете современиот термин депресија, таа состојба е многу реално опишана преку изрази како скршено срце, духовно паднат, притиснат од неволи или преплавен со тага. Во неа се запишани приказните на многу влијателни мажи и жени со силна вера, кои исто така поминувале низ мрачни периоди на очај, токму онака како што многумина од нас се чувствуваат денес. Но пораката е јасна, не мора да останете заробени во таа темнина. Постои излез и постои надеж. Еве 7 приказни кои ќе ве потсетат дека не сте сами во вашите битки. Давид бил потиштен и се борел со длабок очај. Во голем број од псалмите, Давид пишува за својот очај, осаменост, страф од непријателите, неговиот лелек поради вината со која се борел заради гревот што го сторил. На други места, искреноста на Давид во врска со неговите собствени слабости им дава надеж на сите оние кои денес се борат со слични нешта. Зошто тагуваш, душо моја, и зошто си вознемирена? Надевај се на Бога, бидејќи Него јас пак ќе го прославувам, мојот помошник, мојот Бог. Псалм 42, стих 11. Илија, големиот пророк, бил обесхрабрен, исцрпен и исплашен. После големите духовни победи над Вааловите пророци, овој моќен Божи човек се исплашил и побегнал од страв за својот живот, далеко од заканите на Језавела која сакала да го убие. Таму во пустината, поразен и исцрпен, седнал и се молел: Доста е веќе, Господи, прибери ја душата моја, бидејќи јас не сум подобар од предците своји. Прва Цареви, 19 глава, 4 стих. Јона бил лут и сакал да побегне. Откако Бог го повикал Јона во Нинивеа да му проповеда на народот, тој сепак не сакал и побегнал далеку колку што можел. Дури откако за време на бура го голтнала джиновска риба, откако бил спасен и добил втора прилика, Јона го послушал Бога, ја проповедал Божјата порага на народот на Нинивеа. Божјата милост ги достигнала сите луѓе кои му се обратиле, но наместо да се радува, Јона бил лут. А сега, Господи, земи ја душата моја од мене, зашто подобро да умрам отколку да живеам. Јона 4 глава, 3 стих.
Дури и откако Бог му пристапил на Јона со големо сочувство, Јона одговорил: многу сум луд, луд сум дури до смрт. Јов страдал низ голема загуба, уништување и телесна болест. Овој праведен Божи човек изгубил буквално се. Толку големо било неговото страдање и трагедија што неговата жена изјавила: ти се уште си цврст во непорочноста своја. Проколни го Бога и умри. Јов 2 глава од 9 до 10 стих. Иако Јов ја одржал својата верност кон Бога низ својот живот, сепак длабоко страдал. Зошто не сум умрел кога сум се раѓал и не сум издивнал кога сум излегол од утробата? Јов 3 глава 11 стих. Нема за мене мир, нема спокојство, нема утеха, настапи зло. Јов 3 глава 26 стих. И дотегна на душата моја животот мој, ке се предадам на тагата своја, ке говорам со горчината на душата своја. Јов 10 глава 1 стих. Мојсей тагувал поради гревот на неговиот народ. Во своите чувства на лут и на изневереност од страна на својот народ, Мојсей како водач бил подготвен да се откаже. Се симнал од планината од каде што имал искуство со Бога, со 10 заповеди во рацете, но го нашол својот народ во целосен хаос и грев. Неговиот лелек на срцето кон Бога бил израз на очај. И сега прости им го гревот нивни. Ако ли пак не, тогаш избриши ми имено од книгата твоја во која си ме запишал. Излез 32 глава, 32 стих. Еремија се борел со голема осаменост, чувства на пораз и несигурност. Познати како пророкот кој плаче, Еремија страдал од постојано отфрлање од страна на луѓето кои ги сакал, а на кои им пристапувал. Бог го повикал да проповеда, но му забранил да се жени и да има деца. Живел сам, служел сам. Бил сиромашен, исмејуван и отфрлан од страна на својот народ. Среде сето тоа, покажал голема духовна вера и сила, но исто така ја гледаме неговата искреност кога се борел со очиот и мислите за неуспех. Проклет да е денот во кој се родив, денот во кој ме роди мојата мајка. Нека не е благословен. Зошто излегов од утробата? За да гледам маки и таги и дните свој да ги минам во срам? Еремија 20 глава 14-18 стих. Дури и самиот Исус бил во очај поради она што се наоѓало пред него. Знаел што следува. Знаел дека Бог го повика на патување на големо страдање. Знаел што мора да се случи за ние да бидеме навистина слободни. Нашиот Спасител и Господ бил подготвен да ја плати цената за наше добро, но тоа не било лесно. Исаија пророкувал дека Христос ќе биде човек на болки и свикнат на страдање. Исаија 53 глава 3 стих. Можеме да бидеме потполно сигурни во едно. Без оглед на тежината на нашиот товар, Исус во целост ги разбира нашите слабости и страдања. Тој не е рамнодушен на нашиот очај и најтешките искушенија, затоа што и самиот помина по истиот тој мачен пат. Иако остана без грев, тој почувствува секоја човечка болка. Во Гециманската градина, таму во тишината на ноќта, Исус се молеше во осаменост пред својот татко. Во неговата преголема мака, тој дури побара ако е можно да се најде друг начин велики. Ава, оче, се е можно за тебе, отклони од мене оваа чаша. Сепак некако ја што сакам, туку како ти. Марко 14 глава 36 стих. Неговата внатрешна борба и очај биле толку интензивни, што Библијата бележи еден застрашувачки детал. Под таму беше како капки крв што паѓа на земјата. Лука 22 глава 44 стих. Она што ги поврзува сите овие приказни е една силна вистина. Бог бил со секој од нив, тој бил блиску. Дури кога Исус се соочувал со најголемата агонија, тој не се повлекол, туку се молел уште посилно, дури кога неговата пот станувала како капки крв. Тоа ни потврдува дека Бог не на напушта во мракот, како што вели Псалмот 34:18 стих. Блиску е Господ до оние со скршено срце, и смирените по дух ќе ги спаси. Бог бил со нив во секој миг, и во радоста, и во најголемата мака. Тој не ги осудил поради нивните сомнежи, ниту пак ги прекорил за нивната болка. Наместо само грубо да им каже да бидат силни, тој се спуштил до самите нивни бездни на страдање за нежно да ги подигне оттаму. Навистина му било грижа, им покажал сочувство, им понудил милост и им ја вратил надежда. Дал смисла на нивната болка, а на крајот им подарил победа. Истата таа љубов Бог ја нуди и денес. Нашиот свет очајно копне по луѓе кои носат таква радост.
пријатели кои ќе не потсета што е вистинска милост и каде може да се пронајде надеж што никогаш не гасне. Неголемата вистина е токму оваа. Ние имаме Спасител кој до последен детал ја познава нашата болка. Тој ја знае секоја наша слабост и секоја невидлива рана и не ни приоѓа со осуда, туку со бескрено сочувство и надеж. Тој е нашиот исцелител, откупител и најдобар пријател. Исус никогаш нема да дозволи твоето страдање да биде залудно. Тој има мог дури и најтешките периоди да ги претвори во нешто добро, да им даде нова смисла и цел, да ни изгради како личности преку нашето искуство, да им помогне на другите кои минуваат низ сличен пат. Фала ти, Сандра, многу добро го кажа сето ова. Би сакала да нагласам дека депресијата е состојба со која се соочуваат огромен број луѓе. Таа не е реткост, но важно е да знаеме дека излечива и дека може да помине. Податоците покажуваат дека за жал само 1/3 од луѓето кои страдаат бараат помош. Тоа е навистина поразително, бидејќи дури 80 до 90% од оние кои започнуваат со лекување чувствуваат значително подобрување по само неколку недели. Знаеме дека депресијата е присутна во 2/3 од случаите на самоубиство секоја година, што само ни потврдува колку е важно да не се молчи за ова. Помош постои. Не чувствувате притисок дека мора да ја криете болката или дека вашата битка е само ваша. Обратете се кај пријател, разговарајте со стручно лице и побарајте професионална грижа. Ако денес се чувствувате како да сте во мрак, запомнете, не сте сами. Никогаш не сте биле сами. Бог ги познава вашите борби, тој е со вас во секој чекор и подготвува нов пат за вас. Драги наши слушателки, стигнавме до крајот на денешната епизода. Во случај некој од вас да го има овој проблем или познава некого кој го има овој проблем, побарајте соодветна помош. Слободно пишете ни на имејлот zenisonades@gmail.com или најдете на Facebook и Instagram под името Жени со надеж и придружете ни се во следната епизода. Довидување и нека Бог ве благослови вас и вашите семејства.